Наносите на снег и мраз во најновиот удар на зимата ја оковаа Чешка и предизвикаа големи проблеми на североистокот на земјата, што по подолго време на улиците мораше да излезе тешката артилерија, односно старата советска машина с траф и трепет за снег на улиците во Чешка, наречена Сталиновите раце. Благодарејќи на ефикасниот систем на лопати и фактот што речиси воопшто не се расипува и нема проблеми со палење на моторот, дури ни на 50 степени под нулата, од Сталиновите раце машината за отстранување на снегот одбиваат да се разделат и да ја заменат со некои помодерни машини градовите Јаблонец и Врхлаби во планинските предели на североисточна Чешка. Првата ваква машина била произведена уште за времето на Сталин и заради својата безпрекорна ефикасност била наречена Сталиновите раце. Чешкиот град Врхлаби првпат ја набавил во 1955 година и таа ги чистела улиците на ова градче од снег се до 1988 година, кога градските татковци одлучиле да се подноват со уште една таква машина која е се уште функционална. Името Сталиновите раце го добила според земјата на потеклото, но и двете лопати кои на бесконечна лента со голема брзина товарат снег во камион. Сталиновите раце во Врхлаби со години ги вози ист шофер, а се појавуваат на улиците во времето на најострите зими и студените бранови, кога се друго ќе откаже и тогаш како магнет го привлекуваат вниманието на чесите и туристите. Во текот на оваа недела, кога Јаблонец и Врхлаби во борбата против снежните наноси покрај осудениците мораа повторно да извадат на улиците и старата советска машина Сталиновите раце, таа стана хит на интернет и социјалните мрежи. Инаку Сталиновите раце, кои трошат 35 литри нафта на час, се во состојба за еден час да исчистат од улици и патишта 60 кубни метри снег, а големиот камион од типот Татра да го наполнат за само 6 минути.